Денес во чест на големиот празник, 8 септември, денот на независноста на Македонија, сме присутни тука по еден убав повод во најстарата населба во градот, тоа е населбата Варош, со цел да ги отвориме ново асфалтираните улици, кои што се водат под името Ило Полутешка. Тоа се повеќе краци во должина од околу 700-800 метри, кои никогаш досега немале асфалтен слој. Со ова се намалуваат уличината, кои што не се асфалтирани, има само уште неколку во ова најстара населба во Варош, и од една од најруинираните населби прераснува во една најубавите и најурбани населби на ниво на општина Прилеп. Овдека ова локална самоуправа има вложено многу средства. Прво да напоменам дека сите овие кои се направени улици беа предвидени во комуналната програма за ова тековна 2017 година и средствата се повеќе милиони денари издвоени од буџетот на локалната самоуправа. Варош, кога стана ова локална самоуправа, кога дојде на власт, Варош имаше само една асфалтирана улица, тоа беше главната улица која оди до манастирот Архангел Михаил, која беше направена пред повеќе децени. Во овој период, ова најстара населба доби нова канализација, водоводна мрежа, доби нови тампонирани улици, асфалтирани, да не речам 90% се улиците од Варош. Комплетно реконструирано училиште уште од 1924 година, кој е изградено, не било воопшто реконструирано. Убав двор во училиштето, амфитеатар, реконструиран дел од црквите, патека Крали Марко, долга неколку километри, која оди до манастирот Архангел Михаил, изградена во средновековен стил. Осветлување комплетно ново и на патеката и во Варош. И секако, со претходната влада и Министерство за култура, реализиравме и еден преубав проект во Варош, а тоа е комплетна изградба и реставрација на конаците во манастирот Архангел Михаил и изградба комплетна на североисточниот конак на овој манастир. Варош, од едно руинирано место, представува една од најпосетуваните населби сега, урбанизирана населба. Голем број на туристи кои го посетуваат Маркови кули, Архангел Михаил, Трескавец, Слонот и сите оние знаменитости и цркви преубави кои ги има Варош, денеска со гордост можат да поминат и да присуствуваат во овој најстар дел од градот. Да напоменам и тоа дека комуналната програма се реализира во текот на целата година и се додека дозволуваат временските услови и финансиските средства на локалната самоуправа ќе продолжиме со асфалтирање, тампонирање на улици, поправка, изградба на нови канализации, водоводни мрежи, осветлување, тротоарни површини, се она што е предвидено во комуналната програма за ова тековна 2017 година. А можам слободно да напоменам дека општина Прилеп е една од најдинамичните општини во однос на подобрување на инфраструктурата на ниво на Република Македонија. Голема благодарност до градоначалникот на општина Прилеп и на локалната самоуправа за овие градежни зафати, што придонесува за естетско уредување на просторот, па е да му се олесни животот на граѓаните, подобар пристап и така натаму. Уште еднаш голема благодарност и на граѓаните на општина Прилеп. Па улиците катастрофални беа, не можеше да се излези, се да не бидам вулгарен, пристапот беше многу лош и така беше. Предадавални сме од општината, од градоначалникот, фала на просторот беше унишен, сега е фала Богу во ред. Јас живеам малку подолу, овдека не можем, овдека имаше чешма, идевме вода во времето да полниме, пешки не можеше да се оди. Му честитам на градоначалникот и на сите овие зафајчања, овој народ треба да биде задоволен од ова сето што се направи. Сега е преубо. До сега не беше убо, не можевме со чевел, кожени со штикла да слезиш, ништо не можевме то. До продавница да поидиш беше кал, вода, сме обували она што не треба, некога што носеле старите. Сега е преубо. Слободно одиме. Па можам да кажам дека многу сме задоволни од инвестициите што ги прави локалната самоуправа, бидејќи овде после 34-35 години прв пат сапнуваме на асфалт. И нормално дека задоволството е големо. Претходно како беше? Па претходно се знае по кал, по камења, неколку пати беше улицата тампонирана, меѓутоа дождоите че однесеа, цапавме по кало и по камења, по тампон, така сега е преубо.
на Карпалак, Прилепски бранители, на Крале Марко, сите оние кои што нешто значат од наш. Сега Варош после 12 години нова локална самоуправа представува едно убаво не сте исто така и за мислова што прават со Прилепи Република Македонија. Училиштето, замислете, го реконструиравме, не беше реконструирано. Треба да го пренесуваме и на идните генерации и да не дозволиме како што некој тоа го прави сега. Гинко, Гинко, што направи на